Фондот за здравствено осигурување на Македонија предупредува за лажна веб-страница која се представува како официјална и краде финансиски податоци на граѓаните. Според соопштението, измамниците користат сличен дизајн и бараат лични информации под изговор за наводни здравствени надоместоци. Надлежните институции веќе работат на откривање на сторителите, а граѓаните се повикуваат да бидат внимателни и да ја користат само официјалната веб-страница на фондот, доколку некој се сомнева дека е жртва на измама. Се препорачува веднаш да пријави во полиција и до фондот. Ескалацијата на трговската војна меѓу Европската унија и САД носи последици и за македонската економија. Како мала земја зависна од странски инвестиции и извоз, Македонија веќе се соочува со зголемена неизвестност во трговските односи. Стручњаците предупредуваат дека евентуални нови царини или ограничувања може да ги погодат македонските компании кои работат со ЕУ и САД. Владата внимателно ја следи ситуацијата, но засега нема конкретни мерки за заштита на домашната економија. Дополнителен проблем може да представува евентуалното намалување на побарувачката за македонски производи, особено во автомобилската и текстилната индустрија. Компаниите што се дел од европските синџири на снабдување можат да се соочат со намалени нарачки и поголеми трошоци. Бизнис заедницата бара брза реакција од надлежните институции за да се минимизираат штетите. Експертите препорачуваат зголемување на трговската диверзификација, исклучување нови договори со пазари надвор од ЕУ и САД за да се намали зависноста од овие економски блокови. Турските власти спроведоа масовни апсења на десетици новинари, политичари и активисти во повеќе градови низ земјата. Според локалните медиуми, акцијата е дел од поширока истрага за наводни терористички активности, но критичарите тврдат дека станува збор за обид за замолчување на опозицијата. Меѓу апсените има истакнати новинари и членови на опозицијски партии, што предизвика реакции од меѓународните организации за човекови права. Тие бараат итно ослободување на приведените и објаснување од турската влада за мотивите за акцијата. Според правни експерти, ова е уште еден случај на злоупотреба на антитерористичките закони за политички пресметки. Апсењата доаѓаат во период на зголемени тензии пред локалните избори, што дополнително ги загрижува активистите и новинарските здруженија. Западните земји и новинарските асоциации повикаа на транспарентност и почитување на слободата на изразување. Турските власти засега не даваат детали за истрагата, но опозицијските партии најавуваат протест против, како што велат, авторитарните методи на власта. Париз ќе добие 500 улици без автомобили откако граѓаните на референдум го поддржаа овој предлог. Оваа мерка има за цел да го намали загадувањето, да го подобри квалитетот на воздухот и да создаде повеќе простор за пешаците и велосипедистите. Градските власти соопштија дека проектот ќе се реализира по фази, а во одредени делови ќе бидат дозволени само возила за итни служби и јавен превоз. Одлуката е дел од пошироката стратегија на Париз да стане еколошки подржлив град. Иницијативата предизвика поделени реакции. Еколошките здруженија ја поздравија, додека дел од граѓаните и бизнисите изразија загриженост за пристапот до работните места и испораките. Градоначалничката на Париз уверува дека ќе се воведат решенија за да се олесни транзицијата. Со оваа мерка, Париз продолжува со трендот на ограничување на автомобилскиот сообраќај, кој започна со воведувањето на повисоки такси за возилата и зголемување на пешачките и велосипедските зони низ градот. Египет предложи нов план за обновување на примирието меѓу Израел и Хамас, во обид да се стави крај на судирите во појасот Газа. Според дипломатски извори, иницијативата вклучува прекин на огнот, ослободување на заложници и олеснување на хуманитарната помош за цивилите. Израелските власти се уште анализираат понудата, додека Хамас најави дека ќе го разгледа предлогот пред да даде официјален одговор. Египетските посредници интензивно работат на постигнување компромис, а меѓународната заедница повикува на итно намалување на насилството. Ситуацијата во регионот останува напната, со зголемени тензии и жртви на двете страни. Обединетите нации и другите глобални организации предупредуваат дека без брзо примирие, хуманитарната криза во Газа ќе се влоши. Останува неизвестно дали предложеното примирие ќе биде прифатено, но аналитичарите сметаат дека само преку дипломатски диалог може да се постигне долгорочна стабилност во регионот.